што би сакале да кажеме дека општините каде што СДСМ или ПИЛ на власт се дават во долгови. Во општините во кои СДСМ е на власт, јавните предпријатија со месеци немаат поделено плати на вработените и имаат милионски долгови кон различни доверители. Пресконференцијата на СДСМ е чиста манипулација со која што се обидуваат да ги прикријат фактите кои ги изнесува медиумите дека општината со кој раководи или раководел СДСМ се презадолжени. Тоа го прават само за да споделат одговорност. Одиме со факти. Струмица, со која што раководи председателот на СДСМ Зоран Заев, има долгови од вкупно 4,5 милиони евра. Кога тој така работи со неговата општина, замислете како ќе изгледа раководењето на Република Македонија доколку СДСМ дојде на власт. Долговите на општината ги покажува кварталниот извештај, кој што го имаме денес тука, потпишан од Зоран Заев лично, кој што квартален извештај на општина Струмица, заклучно со 30.9.2013 година, ја покажува состојбата во јавните предпријатија, но и финансовиот извештај на јавното предпријатие Комуналец од 2011 година. За жал, ова јавно предпријатие веќе 2 години не доставува извештај, заради тоа што долговите се дополнително зголемени. Во ова јавно предпријатие вработените немаат земено 2 плати, а на повеќето од нив им се заканува отпуштање. Ако Струмица е пример од како функционира Македонија, тогаш доволно е јасно како тоа би било доколку СДСМ владее со Македонија. Состојбите со долговите во општините каде што СДСМ владее веројатно се уште полоши од она што се говори во медиумите, имајќи предвид дека вистинските бројки излегуваат на виделина токму кога СДСМ ќе ја напушти власта. Така е случајот со општина Охрид, каде што вкупниот долг надминува 50 милиони евра, а граѓаните на градот Охрид секојдневно плаќаат по 14.000 евра само на сметка на камати. СДСМ успеа општина Охрид од една успешна општина да ја направи рекордер по задолженост во Република Македонија и на Балканот. И општина Куманово, во која што СДСМ е на власт, заедно со општинските јавни предпријатија, има долг поголем од 9,5 милиони евра. А на кумановчани им ја доведено во прашање водоснабдувањето токму како резултат на овие долгови. Исто така, јавното предпријатие Куманово паркинг нема дадено повеќе од 3 плати на своите вработени, токму поради долговите кои што ги генерирало. СДСМ оставија долгови во општините Дебрца и Новосело, каде што беа на власт. Во општина Дебрца СДСМ остави обврски кои што кога ќе бидат исплатени ќе чинат 1.900.000 денари, а јавното предпријатие Комуналец во Дебрца должи над 2 милиони денари. Исто така во Новосело СДСМ ја остави општината со долг од 17 милиони денари, а јавното предпријатие Комуна должи 2,5 милиони денари. Ова се резултатите на владењето на СДСМ во општините кои тие ги раководат. Само во 2 општини каде што се на власт имаат 6 пати повисок долг од вкупниот долг за кој што обвинуваат. Ако успеале да натрупаат вака големи долгови во општините каде ја практикуваат власта, тогаш може само да замислиме каква ќе беше состојбата во Република Македонија доколку СДСМ беше на власт. Веројатно, доколку СДСМ беше на власт, грчкото сценарио ќе беше неизбежно за Република Македонија.